Среда 17 часот и 15 минути. Почитувани гледачи, ви благодарам што и оваа попладне одбравте да бидете на фреквенцијата на телевизија Сонце, заедно со мене, вашиот водител Викторија Петровска, и заедно да проследиме уште едно издание од емисијата од своја страна. Поминаа великденските празници, се надевам дека убаво си ги прославивте, сите оние кои што го чествувавте големиот христијански празник Великден, се надевам дека се одморивте. Одиме со нови гости, нови интересни теми. Имено, неодамна се одржа култниот детски фестивал на детски песни Поточиња, 22-то издание. Па токму во моето студио е и неговиот извршен продуцент. Велам добре дојде во емисијата од своја страна за Оливер Пап, текстописец, композитор и извршен продуцент на Поточиња. Оливер, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од своја страна на телевизија Сонце. Како сте? Ви благодарам на поканата и можам да кажам дека вака поствеликденски се чувствувам одлично и воедно користам прилика на сите гледачи да им го честитам големиот христијански празник Великден. Така, го прославивме празникот, си помина Великден, си помина и Поточиња. Какви се импресиите кои што ни ги носите од дури 22-то издание на култниот детски фестивал, од кој што се изродија многу детски хитови? На 12 и 13 април во Македонската филхармонија, како што рековте, се одржа 22-то издание на детскиот фестивал Поточиња и првичните импресии, можам вака слободно да кажам 10 дена по завршување на фестивалот, се дека имавме одлично фестивалско издание, одлична атмосфера. 6 представи беа исполнети до последното место во Македонска филхармонија, се бараше и билет повеќе. Навистина нас како организатори од една страна и ни е жал, бидејќи можноста за концертни настани во Скопје од просторен аспект е лимитиран и сметам дека остана и доста дечиња и родители кои што сакаат да ги донесат своите дечиња на фестивалот без билети. Меѓутоа, за сите оние кои што присуствуваа, можам да кажам дека навистина убаво си помина, бидејќи тоа го посведочив на лице место. И сметам дека многу е важно што се уште го задржуваме нивото на квалитет и во некои сегменти се надградуваме. И она што е најважно, веќе песничките се одлично прифатени, можат гледачите веќе да ги погледнат во анимирана форма и со испишан текст на нашиот YouTube канал Поточиња, каде што веќе добар дел од песните бележат добри прегледи, бројки на прегледи и навистина можам да кажам дека сме презадоволни како продукција, презадоволни како организација и буквално голема благодарност до децата учесници кои што нашите замисли како да изгледа овој фестивал Поточиња 2025 ги реализираа на дело. 22-ро издание, 22 години непрекинато се одржува Поточиња, фестивал, односно детски фестивал на детска музика од национален карактер. Колку низ текот на годините наназад еве се менуваше Поточиња, колку денес се отворени за промени, како денес се одржува, за споредба да направиме една паралела со годините наназад? Па можам да кажам дека оној првичен фестивалски концепт го задржуваме, но го модернизираме и го надградуваме. Нормално од пред 22 години се доста работи сменети во поглед на техника, во поглед на технологија, во поглед на комуницирање со јавност. Секогаш се трудиме да ги инкорпорираме и да ги вметнеме оние позитивни трендови кои што се или новитети, така да ги наречеме, во начинот на презентација и на работа со децата. Меѓутоа, не отстапуваме од оној добро воспоставен концепт на заедништво на децата, колективна работа и сметаме дека токму комбинацијата на оние некои вредности кои што се можеби веќе и подзаборавени во ова време во начинот на работа со деца, ние успеваме да ги негуваме, меѓутоа на еден сосема суптилен начин да ги модернизираме и да ги надградиме, бидејќи веќе децата се многу и технички, технолошки подковани, а знаеме дека голем дел од работите, освен на телевизија, се движат и на интернет, се комуницира и со јавноста, се промовираат и песните. Така што се трудиме да песните имаат модерен призвук, да ги модернизираме аранжманите, да ја модернизираме продукцијата. Секако тука е и дел од сценографијата,
Меѓутоа не отстапуваме од оној фестивалски концепт и начин на работа со децата од кој што е зацртан уште од првите изданија на фестивалот. Меѓутоа, кога ќе се погледнат првите изданија и кога ќе се погледнат сега последниве неколку изданија на фестивалот, може да се забележат и големи разлики, меѓутоа може да се забележат и големи сличности. Разликите се во тоа што, како што напоменав, модернизираме продукција, модернизираме изглед на сцена и така натаму, меѓутоа оние сличности се во детските хитови. Секој фестивал изнедрува доста нови детски хитови, доста голем број на песни кои што се прифатени и се слушаат, така што на крајот сметам дека што и да се прави, колку иновации да се внесуваат, секогаш во тоа треба да се има мерка, бидејќи се работи за детска публика која што е доста чувствителна и мора многу внимателно секој новитет да се планира и да се внесува, но најважно од се е и фестивалот за тоа и популарен и опстојува толку долго, што секој фестивал изнедрува хитови. Се додека имаме добри песни кои што се прифатени кај детската публика и кај родителите, поточиња ќе продолжи на овој начин на функционирање. Така, подготовките за секој нареден фестивал започнуваат со аудиција, впрочем која што се одржува и секоја година, покрај оној музички талент кој што треба да го поседува едно детенце, што е друго пресудно за да биде одбрано да биде дел од поточиња? Како се движат подготовките за аудицијата, како тече самата аудиција? Па самата аудиција, со оглед на тоа што возраста од 5 до 6 години, па 10 до 11 години кои што на децата кои што учествуваат на самата аудиција, може би вака звучи доста сериозно и е сериозно, меѓутоа сепак се работи за деца. Музичкиот талент секако е пресуден, тоа е број еден, меѓутоа секако се цени и на дечињата нивното чувство за ритам, нивната дисциплина, нивното однесување, тие 10 минути што ги имаат да се представат и нормално нашиот тим веќе има искуство долго време во изборот на деца учесници на фестивалот кои што би биле дел од хорот на поточиња. Прави селекција каде што убаво напоменавте. Сепак музичкиот талент е број еден и сметаме дека најпрво мора да се запази тој момент, меѓутоа чувството за ритам и чувството за танц исто така многу значајни. Исто колку и музичкиот талент, бидејќи фестивалот освен што го има вокално музичкиот дел каде што децата и како хор и како солисти ги изведуваат песните, имаме кореографски точки каде што децата и танцуваат на сцена и поголем дел од подготовките можам да кажам дека се и во тој сегмент, така што кога ќе се направи една симбиоза се проценува да кажеме некој успех кој што го презентира децата на аудиција и стануваат членови на хорот и членови на фестивалот, а да не звучи сега за оние родители што не гледат па се заинтересирани дека е тоа нешто некој бау голем. Имаме во предвид дека тоа се деца и најголем дел од нив, можеби сите, за прв пат во животот се соочуваат со настап во живо, со јавен настап, со јавна презентација на нивните способности и го земаме во предвид факторот трема и правиме една, да кажеме, средина каде што ги проценуваме нивните можности и почнуваме да работиме со нив на подготовки на секое наредно издание. Колку е предизвик да се работи постојано во тој процес со непосредна комуникација со дечињата? Колку е присутна енергијата можеби во текот на подготовките за фестивалот? Колку дечињата препознаваат? Еве самите кажавте и во делот на тремата. Колку сте обучени можеби да ги опуштите на сцена? Па тоа е нашиот прв приоритет, а тоа е децата да ги опуштиме и да ги подготвиме за јавен настап. Најголемиот дел од коментарите и пофалбите кои што ги добиваме од родители на децата кои што се учесници на фестивалот е по завршување на фестивалот дека тие имаат веќе друго дете. Во тој процес од 7-8 месеци, значи дека децата се ослободиле и самите родители се многу задоволни затоа што нормално не знаат ние што подготвуваме, само општо се запознаени со начинот на работа, меѓутоа не се присутни на пробите, додека не го погледнат фестивалското издание, не се свесни колкав напредок имаат нивните деца. Приоритет ни е да ги опуштиме, да ги подготвиме за јавен настап, при тоа исто така
да се социализираат, да знаат кои се вредностите на колективната работа, на другарството и преку тоа, преку игра, песна и забава, на крај да се издвојат и нивните индивидуални квалитети. Сметам дека можеби најважно во целата оваа работа е педагошкиот пристап, меѓутоа во денешно време, како што прашавте за предизвик, можам да кажам дека поголем предизвик се родителите отколку што децата. Бидејќи изминативе неколку години сведоци сме дека турбулентно се менуваат односите во општествените односи на секаде во светот, па така и кај нас. И голем дел од родителите со право се интересираат за начинот на работа и напредокот на децата, меѓутоа дел од нив сакаат да инсистираат да нивното дете да доминира со тоа што... Колку е погрешен таквиот пристап на форсирање на сопственото дете, можеби? Преголеми очекувања, колку влијаат тие кај дечињата? Тоа е една друга тема, меѓутоа еве важна. Па ете, значи, прво оваа работа е пресуден талентот, меѓутоа имаме и доста случаеви каде што дечиња со поголем дел од години што доаѓале и биле членови на фестивалот, покажале многу добри резултати после 4 или 5 години функционирање во Поточиња, бидејќи и децата се менуваат. Едни се на 5 години, други се на 7, на 10 се веќе нешто сосема друго. И кај сите има позитивна промена. Значи, кај сите промената е на позитивно и во музички аспект, затоа што прво учат хорско пеење. Сите тие деца за прв пат на фестивалот се соочуваат со таков начин на работа и со таков стил на одговорност, каде што треба сите заедно да бидат, да настапуваат унисоно, најпрво во пеењето, а подоцна и во танцувањето. А што се однесува до, ние секогаш се трудиме на родителите да им објасниме дека времето за индивидуалниот квалитет на децата да дојде до израз, ќе дојде. Кај некого тоа е побрзо, кај некого е побавно. Некому му треба можеби 1 година, некому му треба 3 до 4 години. Меѓутоа, работата во колектив, работата во хорот, со нив овозможува децата да напредуваат и овозможува после извесен период индивидуалните квалитети да ние да им ги подигнеме и тие подоцна јавно на сцена да ги покажат. Така, кога говориме за детските хитови, сите оние песнички кои што се изродија токму од Поточиња, денес конкретно еве колку е потребно и дали успевате да изнајдете баланс помеѓу она кое што е вистинска вредност во текстовите на една детска песна и она кое што денес е модерно и кое што го бараат нели современите текови на живењето? Ние имаме еден став кој што е вака ригиден, дека песните треба да имаат што е можно повеќе едукативен момент, едукативна содржина и дека треба да биде прилагодена на нивната возраст. Искрено да ви кажам, значи избегнуваме, односно не работиме теми кои што се моментално тренди, можеби би донеле одредена и популарност на самиот фестивал и на самата песна. Меѓутоа, ако ние процениме, ако сметаме дека тоа не е во вистински интерес на децата, не сакаме да форсираме и да промовираме преку песните претерано користење на технологии на социјални мрежи. Исто така, сведоци сме дека речиси секој месец има некој нов тренд, кој што во најголем дел, за жал, не е едукативен и нема некоја длабока порака и нема некоја трајна вредност. И ние тука го избегнуваме тој момент, го избегнуваме тој дел. Се трудиме секогаш да пееме за другарството, за екологијата, за животните, за шумата. Нормално имаме песни кои што се и за, да кажам, децата кои што имат и 10-11 години на фестивалот во таа некоја предтинејџерска доба. Меѓутоа секогаш гледаме песните кои што ги работиме за нив да испратат повторно порака. Еве би извил за ова издание конкретно. Значи, испративме порака стоп за војните. Значи, едноставно има теми кои што може да ги изведуваат и деца кои што се и пред тинејџерска возраст,
а да имаат вистинска и длабока порака, а не да биде за TikTok, за Facebook, за Instagram и сите тие трендови што се движат и што лавираат таму. Ние како возрастни знаеме и сведоци сме дека не е се она што е тренд, дека за децата е добро. Така што тука сме во тој поглед од првијата година на фестивалот до сега не поколебливи и да кажам не размислуваме воопшто во таа насока да обезбедиме некоја да кажеме моментална инстант популарност на самиот фестивал преку додворување на публиката со такви теми. Така. Генерациите факт е дека се менуваат, дека дечињата денес тука влие и технологијата, социјалните мрежи како што ги споменавме. Колку го почитуваат и се користи оној убав македонски стандарден литературен јазик? Па се трудиме, еве јас како текстописец ја можам поиндивидуално. Знаеки дека дечињата денес се раѓаат со англискиот. Да. Еве поиндивидуално ќе одговорам и лично на прашањето, бидејќи така, еве и од аспект на текстописец. Од аспект на текстописец, значи се трудиме максимално да бидат сите песни на стандарден литературен македонски јазик. И исто така се трудиме што е можно повеќе да апелираме како фестивал. Надвор од она што го гледаат децата и родителите на самиот фестивал или на видео снимките на фестивалот што може да ги најдат на интернет или на телевизија, се трудиме да апелираме дека многу ни е важно сите општествени чинители да се здружат во зачувување и во негување на македонскиот литературен јазик, а тоа почнува со децата. Доколку не се започне од најрана возраст, од 2, 3, 5, 7, 8 години, доколку не се започне тој процес, подоцна е многу тешко. Можам да констатирам дека се повеќе го губиме јазикот, мене ми е многу жал. Исто така можам да констатирам, следејќи ги тековите кои што се случуваат околу нас општествени, дека нема некој голем интерес од поголемите чинители за да се промовира и да се заштитува македонскиот јазик. И навистина ми е жал затоа што кога ќе се осврнеме на назад изминативе 30 на години, можеби уште јазикот ни остана единствено средство, недопрено средство наше идентитетско, а тоа најлесно може да се одземе само ако им се ускрати правото на децата да слободно да го говорат или да гледаат содржини, модерно да се изразиме, содржини кои што се на македонски јазик. Морам и ова да го истакнам сега од аспект на извршен продуцент на фестивалот и од името на продукција како организатори на поточнија, дека навистина со глобализацијата и дигитализацијата на децата им се достапни видео содржини наменети за деца, претежно на англиски јазик, меѓутоа и на регионални јазици, кои што се навистина направени одлично, меѓутоа позади нив стојат моќни продукции со огромни ресурси. Тука се поставува прашањето колку ние правиме и колку не правиме од друга страна. Јас еве како држава конкретно. Би кажал индивидуално, особено сум горд бидејќи со овие ресурси со кои што располагаме и финансиски и материјални, а и ресурси од типот на поддршка државна и општествена, сум презадоволен како се носиме по гледаност конкретно на YouTube и на популарност со сите тие светски продукции за деца кои што продуцираат на англиски јазик или силни продукции регионални, за кои што знаеме дека позади нив стојат и големи средства и големи потенцијали човечки, и задоволен сум какви резултати постигнуваме и колку успеваме да допреме до децата, бидејќи ова што се случува и последниве години и ние што го приметуваме, има деца кои што подобро го говорат англискиот јазик на 5 или 6 години отколку македонскиот. Или многу користат термини на англиски јазик, бидејќи додека говорат македонски јазик не може да се сетат на зборот на македонски. Тоа е последица на гледање на содржини, дали се тоа детски цртани филмови, детски приказни, детски песни и било каква друга детска содржина на англиски јазик. На децата не може тоа да им се забрани,
па не можеме ниту на родителите. Бидејќи против тоа не може да се бори никој со забрани или со некои негативни кампањи. Работата е ние како создавачи на детски содржини на македонски јазик, еве конкретно на детска музика, да имаме доволно ресурси и доволно средства за да можеме и ние да бидеме барем во нашиот дел рамноправни или блиску до нив. Така што сметам дека наредниве години се многу важни во борбата баш тоа за нашите деца да го задржат македонскиот. Чинам дека нашите генерации пораснаа со едни убави детски содржини кои што ги продуцираше македонската радио телевизија. Не знам што беше пречка и каде се потврли за еве денес ова да се случува токму што се случува. Имаме еден фестивал од национален карактер, колку од внатрешноста на државата имаме заинтересираност токму за еден ваков фестивал и колку се случува нешто надвор од главниот град во помалите градови, еве токму од ваков карактер. Конкретно за Поточиња, може прашање на два дела да го поделиме. Конкретно за Поточиња да се посети фестивалот, интересот е огромен од цела Македонија. Имаме публика, можам слободно да кажам, околу 1/3 од публиката е од внатрешноста. Тоа значи дека децата навистина многу го сакаат фестивалот и родителите се подготвени да издвојат речиси цел ден за да дојдат до Скопје, да го гледаат фестивалот, да им го пружат тоа задоволство на децата и да се вратат назад. Меѓутоа, знаеме во овие модерни времиња цел ден изгубен, што значи. Од друга страна, не само од цела Македонија. Изминативе години имаме доста прашања и гости од диаспората, претежно од Германија, каде што родителите се интересираат кога ќе биде фестивалот, кога ќе се одржува веќе пред да биде се објавено, за да можат да испланираат да дојдат и тој викенд да го поминат во Скопје и да го гледаат фестивалот. Тоа значи дека нашите луѓе се желни за нивните деца да следат добра и квалитетна содржина на македонски јазик, конкретно детски фестивал и детски песни. И тоа е, публиката нас не одржува да продолжиме и понатаму. Интересот за учество на фестивалот и интересот публиката да доаѓа да го следи фестивалот секоја година расте. И за тоа имаме уште ентузијазам и голема желба да создаваме нови детски песни и да создаваме нова детска содржина, да продолжиме да работиме по патот кој што сме го трасирале. Меѓутоа, морам да искористам оваа прилика и да апелирам дека и ние сме работиме со лимитирани и многу ограничувачки ресурси и сметам дека освен Поточиња можеби уште 3-4 детски проекти кои што се издвојуваат по квалитет, државата треба сериозно да размисли и да обезбеди соодветна поддршка. Не мора да и материјална и финансиска, меѓутоа може и на повеќе други начини да помогне, да можеме да бидеме што е можно на дигиталниот маркет, односно пазар, да бидеме поконкурентни со претходно набројаните да кажеме конкуренции кои што работат на англиски јазик и на регионални јазици. Што се однесува до прашањето, вториот дел на прашањето за што се случува во внатрешноста, ние гостуваме како фестивал, речиси секоја година во неколку градови. Благодарност до сите општини кои што не канат на своите настани и исто така благодарност и на некои приватни иницијативи на поединци или организации кои што не канат да бидеме гости со децата и речиси нема град изминативе години кои што го немаме посетено во една или во друга форма, дали на плоштад или во дом на култура во градот. И на вистина интересот и атмосферата кога гостуваме, можам да кажам и уште на повисоко ниво, повисоко ниво отколку во Скопје, и тоа ни покажува дека на вистина децата се желни и на вистина ги сакаат Поточиња искрено од срце, бидејќи детската љубов и желба е на вистина безусловна и најчиста. А можам да констатирам дека речиси секој град има свој локален фестивал и тоа е за поздравување. Значи мора и локалните самоуправи да промовираат, да стимулираат, нешто и државата да помогне, нормално тука и приватниот сектор. И сметаме дека само со што е можно повеќе работа, труд и ангажман околу детската музика
можеме да одиме напред. Така, споменавме и некои од настаните организирани еве од скопските општини. Изминатата година бевте доста активни, имаше и доста новогодишни прослави во Киселаво, да чинам бевте за предновогодишната ноќ. Колку дечињата учесници од друга страна сакаат да учествуваат, да се представат еве пред нивните врсници, пред дечињата? Децата уживаат, децата едва и чекаат нов настап. Еве, заврши овој фестивал пред 10 дена. Да, има ли сега и некои нови планови, можеби, за следни настани? Па, еве, во најава се некои потенцијални гостувања во наредниот период. Ни доаѓа убаво време, пролет, ни доаѓа крајот на учебната година, потоа тука е летото, летните активности на скопските општини, на општините низ Македонија. И, како што ги споменавте, новогодишните настапи веќе стануваат традиција на поточиња и во Скопје и надвор од Скопје. Бевме дел од караван кој што ги помина сите скопски општини, значи на 31 декември се погриживме како поточиња да ги забавуваме најмладите на новогодишната прослава организирана од општина Кисела Вода. И можам да кажам само дека децата навистина уживаат и дека едва и чекаат да настапат. И за нив е тоа ново искуство, бидејќи секој настап си има, да кажам, некоја своја посебност. Дали е на плоштад, дали е на отворено, па и тука тие настапи надвор е ладно, меѓутоа тие децата се облечени нели топло во капчиња, во шалови, јакни и така натаму, нив сето им интересно, па и ќе има огномет или ќе има конфети, атмосферата е сосема поинаква, или пак би го издвоил исто настапот на питијадата во Велес во октомври месец што беше, значи каде што целиот простор беше исполнет со илјадници луѓе со деца и бината беше така убаво наместена да имаш децата од сцена имаа прегледност врз целата таа маса која дојде да ги гледа и навистина само што ќе заврши еден настап или еден фестивал, веднаш родителите прашуваат и децата сами се интересираат кога ќе има пак, кога ќе има повторно. И тоа ни дава нас еден многу позитивен повратен одговор на она што го работиме со нив, дека сме ги ослободиле од трема, па сме ги наполниле со позитивна самодоверба и дека веќе дали ќе настапат пред немаат проблем десетина деца или дали ќе настапат пред илјадници публика, веќе за нив нема разлика, бидејќи уживаат во тоа што го прават. Колку се возбудени дечињата, еве конкретно и на фестивалот и на настаните, настапите кои што ги одржувате? Возбудени се и навистина сите тие среќни детски лица позади сцената кога ќе се видат како исчекуваат со нетрпение да почне фестивалската химна и да стартува фестивалот, е непроценливо. И едноставно таа е позитивна, да кажем, и трема и возбуда, меѓутоа уште е поинтересно кога после одреден број на настапи, одреден број на години поминати на фестивалот, веќе се забележува кај оние деца кои што веќе подолго време се членови на фестивалот и веќе имаат искуство, како веќе тоа го доживуваат, да кажеме, и како дел од професија. Па го пренесуваат, и го пренесуваат на новите членови, им делат совети и едноставно навистина тоа е една убава симбиоза. Секоја година во нашиот хор можам да кажам дека негде процентите се 50-50, каде што имаме половина се веќе членови со искуство со поголем број на настапи на фестивалот, меѓутоа половина се деца кои што првпат учествуваат и така убаво се здружуваат меѓу нив. Голем дел од децата кои што започнале, поминале на аудиции се прва година на фестивалот, сега на пробите седат до дечиња кои што ги гледаат, ги знаат од фестивали, ги сакаат песните што ги пееле и едноставно на некој начин се еден вид на први нивни идоли. И тука кога ќе се присуствува во таква атмосфера, и особено станува збор за деца, во тој момент се забораваат сите проблеми. Значи не постои никаков проблем, не постои никаква пречка нити за организирање нешто на фестивалот, а нешто и приватно доколку си имаме ние како луѓе што не мачи изминат период, во тој момент кога ќе се осети таа енергија, уживаат во целата таа атмосфера заедно со. Кога се почувствува таа енергија, се заборава и се оди во позитива. Оливер, оваа година што е за почит, за секоја почит е тоа што поточење имаше хуманитарен карактер, односно дел од средствата беа донирани за настраданите во Кочани. Се надевам дека помогнавте, онамо каде што сега за жал сме најмногу потребни.
Што значи тоа? Дел од средствата од картите беа хуманитарно донирани за Кочани? Значи, имаше хуманитарната, да кажам, мисија на овој фестивал. Тој дел беше поделен на два дела. Значи, на лице место во фоајето на Филхармонија, додека траја фестивалските представи, на располагање ставивме целосната дискографија CD со која што располагаме на Поточиња по символична цена од 100 денара и секој купено CD, целиот приход одеше директно за настраданите во Кочани. Соработката е со хуманитарната фондација и Крауд и веќе тој дел од средствата на лице место што беше собран си е на располагање на фондацијата и Крауд и веќе си го распределува по онаму каде што е најпотребно, бидејќи подобро се вклучени, упатени и тоа го работат. А останатиот дел кој што ќе биде реализиран до крајот на неделата, тоа е ние како организатори ќе ги уплатиме исто на фондацијата и Крауд на нивната посебна наменска сметка за настраданите од Кочани. Дел од средствата кои што се собрани за билетите ќе биде уплатен дополнително. И сметаме дека ова е еден наш мал допринос во целата таа ситуација која што за жал не снајде, колку можеме да помогнеме преку фондацијата и Крауд да се распределат средства онаму каде што е најпотребно. Ети апел до сите оние останати кои што делуваат, действуваат во општеството, кој колку може нели да помогне и донира онаму каде што сега е најпотребно. Официјалниот дел на Поточиња заврши. Јас уште еднаш ќе те прашам што е следно во агендата. Веќе се спремате можеби за некои нови настани проекти? Па официјалниот дел, да кажеме, 99% заврши. Меѓутоа, нас ни преостана уште финалната завршна забава за прослава за успешно реализираниот фестивал. Значи, она што не очекува утре е забава на која што децата ќе си добијат дипломи и благодарници и каде што децата ќе се забавуваат финално и со тоа ќе го завршиме овој циклус на Поточиња. Меѓутоа, како што напоменав, ние веќе со мислите сме на наредниот фестивал, како продукција и како тим. Веќе ги склопуваме коцките од мозаикот како би изгледал наредниот фестивал, а она што останува активно до наредниот фестивал, тоа се нашите гостувања и настапи и низ Скопје и низ Македонија, така што сите оние кои што ги сакаат Поточиња, а не успеа да ги гледат во Филхармонија, нека да ве очекуваат. Нека не бидат разочарани, бидејќи наскоро град ќе има уште доста прилики каде што ќе може да ги гледаат децата учесници на Поточиња и да се дружат со Поки и Поточиња. Така, колку љубовта кон дечињата е пресудна за да се работи токму со нив? Најважна. Без љубов, ако се работи нешто, може да трае одреден период, меѓутоа неминовно би дошол крај. Например, при некоја препрека или некој голем силен предизвик и така натаму. Меѓутоа, љубовта е главен двигател за се, така и во оваа работа. Можам слободно да кажам дека сме поминали премрежија како што беше и периодот со коронавирусот, каде што апсолутно како продукција бевме сведени и функциониравме на минимум. Меѓутоа, љубовта да работиме со децата, да создаваме нови песни, никогаш не напушти. И успеавме од тој период само да изнедриме уште поголем број на нови песни хитови и секој фестивал нареден да биде се подобар и подобар. И можам кратко само да кажам, без љубов нема ништо на светов, така и во оваа работа нема успех и нема континуитет доколку се работи без љубов. Така. Ние полека ќе го заокружуваме нашиот разговор. Ја на самиот крај сакам да ти подарам еден вредносен ваучер од 500 динари од нашите пријатели Smart Service. Тоа е еден продажен салон за поправка и продажба на мобилни телефони и се поврзано со мобилни телефони. Се наоѓа во трговскиот центар во Лисича. Може да си го искористиш кога и да посакаш за 500 динари да си одбереш нешто за твојот мобилен телефон и со тоа ќе ти се заблагодарам уште еднаш. Тоа е вака во телевизија Сонце споделивме малку повеќе за Поточиња, за се она што се случуваше на 12 и 13 па и малку повеќе од сето тоа. Ќе честитам за успешното 22-ро издание, ќе посакам уште многу години плодна успешна работа токму со најмилите, најмалите, со дечињата и да се гледаме само за убави проекти настани, Оливер. Ви благодарам.
Така е, почитувани гледачи, ви благодарам и вам за вниманието со кое го проследивте и ова издание. Од своја страна разговарам со Оливер Пап, текстописец, композитор и извршен продуцент на култниот детски фестивал Поточиња. Поразговаравме малку повеќе за 22-то издание на фестивалот, кое што се одржа на 12 и 13 април во Македонска филхармонија и се оно кое што го проследи токму ова издание, но и малку повеќе. Јас ќе ви се заблагодарам уште еднаш за вниманието, ќе посакам да се видиме за 7 дена од сега на телевизија Сонце.